Од утре до сабота ќе се игра завршницата од одбојкарскиот куп на Македонија во машки и женска конкуренција, а домаќин ќе биде Радовиш. Бранител на куп титулата Шти Погода пред утрешниот полуфинален надпревар против Работнички организираше пресконференција преку која се најави утрешниот надпревар кој ќе започне во 16 часот, а ќе се игра во спортскиот рекреативен центар 25 мај. Тема на денешната пресконференција ќе биде учеството на нашиот клуб на Final Four турнирот од купот на Македонија кој ќе се одржи од утре до сабота во спортската сала 25 мај во Радовиш. Во полуфиналниот надпревар кој ќе се одржи утре во 16 часот, нашиот клуб ќе вкрсти со одбојкарскиот клуб Работнички. Штипени преку Работнички бараат финале со цел одбрана на куп титулата која минатата сезона беше освоена. Тренерот на Шти Погода Кристијан Ристијски на пресконференцијата истакна дека ја респектира екипата на Работнички. Жребката сакаше да ги одмериме силите со минатогодишниот полуфиналист, односно противник против нашата екипа, екипата на Работнички. Екипата на Работнички е составена од доста искусни играчи, репрезентативци, но и интернационалци, исто така репрезентативци на Грузија и на Македонија. Досега 3 пати одигравме со оваа екипа и 3 пати ги освоивме бодовите, но сепак мислам дека завршниот збор оваа екипа го нема дадено, бидејќи е доста квалитетна и очекуваме барем во купов тој квалитет да го покажат и да го докажат. Јас лично ја респектирам екипата на Работнички. Мираш Чиев истина дека се надева на подобра игра од ланското полуфинале. Како што кажа нашиот тренер, утре очекува доста интересен меч против екипата на Работнички, на која што не и давам толку искрено голем значај. Ние играме полуфинале, но ги знаеме нашите сили, ги знаеме нивните сили. Мислам дека целата публика која што не пратеше целата сезона немала прилика да види нашата екипа и нејзиниот максимум. Се надевам дека во овие 3 дена нашата екипа ќе представи едно ниво кое што до сега не е видено, барем во оваа сезона. Се надевам на подобра игра од ланското полуфинале секако, и од ланското финале исто зошто да не. Секако дека амбициите се пласман во финале и одбранување на купот без дилема. Доколку Шти Погода го доби надпреварот со Работнички, во финалето ќе се соочи со подобриот мечот меѓу Струмица и Борец кој се игра утре од 19 часот. Не е тоа некое големо отскокнување на квалитет, меѓутоа е малку поголем квалитетот на сите генерално 4 екипи кои се наоѓаат во завршницата. Така што од тој аспект и кажав дека ќе биде доста интересна завршницата, доста интересен турнир и ќе има доста неизвестни надпревари. Работнички, како што кажав, се појача доста квалитетно, исто така Борец се појача со интернационалци од Турција. Струмица, можам да кажам дека секоја година веќе се појачува со интернационалци, има доста добра база на своји играчи и репрезентативци, така што несомнено ќе биде еден од поинтересните завршни турнири на Купот на ОФМ оваа 2025. Се согласувам дека треба да бидат вакви сали, домаќини на завршница на еден ваков настан, ваков вид на настан. Салата во Радовиш е прекрасна, значи нема коментар за тоа. Атмосферата е на многу високо ниво, искрено секој од нас е расположен, секој од нас знае што следи. За новите играчи свесни се дека ние имаме доста голем терет, да кажеме во овој смисла, затоа што браниме титула. Повеќе сигурно дека Штипени ќе дојдат во Радовиш да дадат поддршка на нивниот миленик на патот кон одбрана на куп титулата. Бих сакал да ја повикам штипската јавност, исто така, доколку има можност, во што поголем број да дојде да не поддржи и на ова полуфинале, здравје Божи, и финалето, со што би ни се остварила дели целта која е најав. Шти Погода има за цел одбрана на куп титулата, но ќе атакува и на титулата во лигата, односно оди кон освојување на двојната круна, што би било нов историски успех за клубот, а едно од целите останува клубот да се појави на европската сцена.